Ste vi vidjeli znakove upozorenja? Ja. Dozvolite da se predstavim. Svetislav Jovanović, menadžer Lepe Brene i Slatkog greha. Što mogu da učim za vas? Ja, možemo da dobijemo autogram od Lepe Brene? Ja sam Gaga, on je Milive. Drugarica Lepa Brena spava. Umorna je, znate, spava. Spije. Komandir kaže, vozili ste 1000 km na sat, ali nema veze, samo da dobijemo 2 autograma, moja. Ne može autogram, može slikice. A kad se vratimo, onda i autogram. Postavite od Gage. I od Milivoja. Ja sam Milivoj, Mislim... Вие која генерација сте на академија? Со мене беа Драган Николич, Сека Саблич, таа генерација. Гага со вас и Сека? Да. Први другари бевме, со Драган Николич први другари. Он најлош, ја до него. Вие нема филм во кој не сте играле култен филм југословенски. Во првите 5 кои што се снима југословенски филмови, главната улога е Коле Ангеловски. Да. Така? Да. Саша, Владо Треф. Да. И натаму да не ги редам другите. Играте со најубавата девојка, која што потоа оди во Кан, така? Тоа... За Хана, зборувам за Хана. Значи, првите 5 филма, баш онака главна и можам да се скромно, не скромно, да се пофалам. Фраерски е на крај кога ќе заврши тоа, улогите ги толкува. Не, на почеток. На почеток. Се пали светло и мислам, се пали екранот и пише Коле Ангеловски у филму тај и тај, Мали Радојца. Да. И ја главна улога, нема кадар без мене, што беше најсмешно, што на пола филм имаше пауза таму ден на борец, неколку дена, јас тогаш си купив од хонорарот, што ми го дадаа со пола хонорар, си купив Рено 4, ауто, положив и со жена ми, тоа со девојката, отидовме у Макарска на море на бање, јули беше месец. И земав еден чамец, изнајмивме чамец, ја чалам ке дигам пред незе, рипам салто назад, ама како рипнав, така чамецов се тргна, ја кога сум го акнал, да не акнам со грб, кога акнав вака да се сврта демек побрзо, рака во колено ја скршив. И сега скршена рака, пола филм снимен, пола не снимен. Шок неверојатен, у Макарска. Жена ми не вози. Тогаш девојка. Девојка. Ме бандажираа таму у Макарска, немаат гипсара. У Сплит, со една рука. До Сплит, жена ми менја брзини. Такво беше. На Рено 4-ката. Ама горе беше менјачот. Па да, горе беше менјачот. Да, бутни напред, тргни назад, бутни напред, тргни назад. Добро е тоа преку 50 километри има од Макарска до Сплит. Сега, тогаш имало кој знае колку по таа по магистрала. Ме гипсира, се враќам назад. У хотел таму кај што бев на Јадран, Вице Вуков. Не знам да се сеќаваш на него. Вице Вуков беше легенда за пејачка Хрват. Добро. Хрват усташа малку, ама пријатели бевме, снимав ја со него некој спотој за телевизија наша. И викаме, те бараат од екипа да поддржа, како не те запрала милиција, немаше тогаш мобилни, мора да се вратиш назад, нешто е сменет планот, мора утре со вале да бидеш. Јас се јавувам со телефон обичен на директорот и он ми вика, Коле Блами, то ја знаеш, сме сменили, викам, Хидо Болан, јас сломио руку. Јако си, нека си ти мени жив и здрав. Абе ти слушаш му, викам, шо ти зборам?
Како со скрчена рука, 4 недели у гипс, се распушти екипава, на крај осигурање на сите им плати по еден хонорар, мене дека сум скршил руката надвор од работното место, ништо не ми дада. Ама, филмот беше така. После тоа, и тоа беше, и тоа е згодно, сега идеме дале за тоа со... После тој филм требаше да снимам со у Словенија еден филм со Хана Брехова. Хана Брехова у тоа време беше глумица на Форман. На Форман. На Форман. Филмот у кој што играше се викаше Љубов една плавокоса, Љубовта на една плавокоса, за која што доби награда Канска Златна палма. Филмот доби Златна палма и дојде да игра со мене. И сега со глумецот звезда. Да. Па добро, да што? Па добро, и сега зарад таа што ми беше рукава скршена, требаше порано да го извадам, знаеш, порано да завршиме со снимање, ама касниме више. Они седат таму не до дена, се нервираат, држ неде, и цела екипа го чека Звездава. Джеймс Дин да се појави. И ја со Рено четворчето доаѓам, се запознав на све фино. И како се вика, она нешто почна многу да ми се... Да, тоа, па да се Затоа што сите мушки нешто и се житкаа. Аха. Ја, гледај таму тоа текстот што го имав. Па читај нешто новина, има фотоапарат, си прави фотографии. Не, уопšte, она љута. А ти ја игнорираш, он и бра. Нич, не ја слушав. Петок, субота, недела, слободни денови у Словенијата, викенд не се работи. И викам, абе ја ќе идам утре за Трст. Сакаш да дојдеш со мене? Сакам. Имаш пашос? Имам. Добро. И ајде у кола, и идеме се, муабе, држ, не да вама, стигнуеме се жана, пасошите, мојот добро, а ова чешки пасош, вика, не може. Немате визу за Италија. И сега, ја оставив на граница, у duty free, си отидов у Трст. Шо веќе каже? Ја остави на граница. Кретен, ненормален. Но она земала шише виски, се враќам после до 3 сати и купив некој шамливчиња, марамчиња, како нешто глупости. Љута, испила поише од пола од вискито, ме тепа, плаче. Абе, кој си ти, што се мислиш, како си? И ајде, од тогаш све најубаво ни идеше. И снимивме филмот, така. А ова со Хана се случува само пред сопругата, така? Пред сопругата. Не кажам ништо после се сосед. Да. Гледаш што чудна женска филозофија тоа. Колку повеќе ги игнорираш, толку повеќе, особено кај тие... Снимавте филмот, така? А таа се затрескува? Сега. Добро, прашам се јас. Ти како викаш, доаѓа Джеймс Дин, јас за тоа. И па се затрескава у како се вика у ликот. Ја бев Петар се викаше ликот. И затоа и се наљутив ја уствари нејзе. На почетокот, пошто тогаш пари имав, знаеш, снимав филмови, купувам филм као у амерички филмови. Овај Букет Корпа. И Ричард Гир. Ама за можда 500 евра у денешно, да. Ружи. И картичка, зашто таму у Љубљана секој глумец имаше своја гардероба. И давам ова Корпова на гардероберката,
у картичката, среќан почеток, жели ти твој Петар. И го даа. И она вика, нека дојде, он лично да ми го даде. Рако малце, утре. И не, отидов и гостев, и баш ми беше гајле за Така да. И после се сврши. Како е тоа, а? Млевено месо на жарот. Узми па пробај. Добро. Па узми и мало лука. Да се подсетиш на домовина. Вие сте човек кој што е постојано до Бате Живојновиќ. Човек кој што играше во сите тие култни југословенски филмови. Мислам дека во Ескадрила Нестено во Неретва сте, така? Неретва, Сутјеска. Новинар кога сте? Она славно интервју во Наводници со Орсон Велс. Тој како мене беше. Малку поголем беше од мене. Да, 2 метра висок. 2 метра и 200 кила. 200 кила. Да. Види, Чеки, вие работевте тогаш во за Нова Македонија, така? ја бев војник таму. И сега се снимаат други сцени. Аха. И немаш пари, затоа што снима, да речеме, намаклен 21 километар горе у планина, минус 21 степен. Да. И сега, ти викам, за да јадам, требаше 21 километар со некој камион да се дрндам до таму горе, кај што делеа храна за војската. А вака, почна да пишувам интервјуа, да правам интервјуа за цела Југославија. И тоа со сите звезди, со сите можни звезди. И фотографии, и вако е. И тоа ви е пасија фотографирањето. Да. Така? И ми, како се вика, ми плаќаа за тоа. Например, јас сум единствениот. Никој, ама никој, буквално никој од Југославија, ни новинар, никој нема направен интервју со Павле Вујсич. Никому не дал интервју. Единствениот у Нова Македонија, вака дуплерица. Вие направите? Да. И тогаш направив, ама не со Павле Вујсич, него со неговата секретарка. Мислите на Орсон Велс? Да, не со Орсон Велс? Не со Орсон Велс, туку со секретарката. Да. Да, на која што после се налюти Орсон Велс, така побудале малку Се пушче. налюти, 2 кила виски испи. Сакаше да ме тепа, да ме брка по улици у Мостар. Напишав книга ја на тоа. Книгата се вика за тоа како Орсон Велс ме бркаше по улиците на Мостар. А стварно ве бркаше? Стварно бе. Ја војник, што да правам? Да се вратам, да го сликам и да објавам фотографии понаква и ќе заработев пари. Пијан Орсон Велс, Јури, му било нови... веројатно повеќе од секретарка било. Повеќе од секретарка. Кој што ви го давало интервјута, чим го знаела толку него добро. Да. Колку пари се трошија тогаш кога се снимаа филмови? Тоа се тешки филмови се тие, особено реков партизанска ескадрила не бевте но во Неретва бевте, така? Неретва и Сутјеска се двата најскупи филма у свет у тоа време. Ричард Бартон каде играше? У Сутјеска. У Сутјеска, така? Тој стварно му однеле пакет виски таму кога барал за да? Или приказни се тоа? Не, вака. Човекот си пиеше. Ама човекот он пиеше литар водка со литар џус, у тек на снимање. Што зборите? Да. И секогаш на крај, кога ќе дојде последните снимања, там поручек така 4-5 сата, малку мораше да му стават двајца каскадери, као демек телохранители на Тито, да го држа. Да пројде, иначе ќе се срушаше. Ама текстот го кажуваше неверојатно. Во денешни пари колку чинеше Ричард Бартон? Не, види, нема поредба. Да речеме, он беше, кога дојде, само неговите сцени се снима, 10 дена, негдека околу $200,000 за тие 10 дена, и плюс не знам колку посто од продажба на филмот.
Ова е која година? 71. Па, Не беше многу, не беше многу. Не беше а многу. тешко се добиваат тие таа југословенска кинематографија беше далеко од Холивуд. Многу? Например, американциве за да го откупат филмот за прикажување. Ако играат само европски и југословенски глумци, дава 750 унапред, дава 750.000 долари за да ги откупат правилата за прикажување по Америка. Ако игра една од тие 5 звезди, као што е Ричард Бартон, као што беше ваму кај нас Орсон Велс, Харди Кригер, Јул Бринер, Добро. Да, Јул Бринер. звезди, тогаш дадоа 1.700.000 само да ги земат правата. А после добивката Аха. А бата одеше по кино, беше како цар чекан таму кога отидеше во кино. Абе, има една неверојатна ситуација и неверојатна сцена. Значи, снимаме у пустиња Гоби. На 4 километра надморска височина. Како дишите на тоа? Тешко. Тоа 4000 метра, тоа е како у Венеција, тоа у несвест пагешката. Значи, таму, пустињава Гоби, за да стигнеш до таму, леташ со авион од Пекинг до Ланчо, еден град, па од таму преспиваме и од таму со патот на свилата на Марко Поло. Аха. Тој пат постои уште и постои како се вика зид, не ово што го знаеме кинескиот, него зид кој што е граден 2000 години пред тоа. И кој што иде низ пустињата иде зидот. И сега ние идеме, требаше воз у пустиња. Само таму има воз у пустиња и у Египет. Ама у Египет војна база не пушта и овдека кинезиве Бата Живојновиќ, цар, одма, ако сакаше, одма можеше да биде председател на кино. Чуе. За Валтер брани Сараево. Да. Абе, цар, он кој ќе тргнеше, демонстрација вака позади него. Неверојатна беше таа југословенска кинематографија. Тито беше на рушењето на мостот на таа сцена? Не беше. Тој мост тоа беше специјално у Неретва. У Неретва. Тој мост у Неретва специјално се правеше за Тој мост си беше оригинален мост. Оригинален мост кој беше направен после војната. Добро? Ама постојат фотографии како изгледал мостот кога овие го срушиле, партизаниве го срушиле и како паднал, вака негде. Вака е паднат. И сега мораше да се направи, да се дигне тој мост и да се направи, да падне баш така. Зашо луѓето ќе речат кога зезате? Чекај, практично се направи нов мост за филмски потреби за да се Да. Само за таа сцена. Само за таа сцена. Тој мост кошташе, да речеме, 1/10 од буџетот комплетен на филмот. Мостоградња го градеше специјално и сега пиротехничари, тој еден Смојвер беше генија, става бомби, мислам така, динамити, ама и за подвода, и за ваква, и за кој ќе падне, кој ќе летне тоа, да не се растрча да летаат парчиња на сите страни, него да падне баш така како што паднал мост. И добро, све наместено, тој ден ќе го снимаат, како се вика, ќе се снима само таа сцена. И се вртат таму јагниња, волој на ражан, цистерни вино, дојдени од цел свет, телевизии, од цел свет, значи, нема снимање, само тоа. И Јул Бринер, главниот. Да, ова е Неретва. У Неретва, значи главниот што доаѓа
дигне мостот, доаѓа, вака, со 5 камери се снима, затоа што еднаш кај се дига и толку е. Да, нема таму. Нема Сечи, дубл, нема дубл, нема врат. И наместено, спремно. Камери иду, тон иде, Јулка изволи. И Јул мине со цигарче. Доаѓа, гледа лево, десно. Фрла цигарчето и она сандачето за вакво директно е врзано со експлозивот таму. Аха. И он бау! Кога летна еден гейзер, вода, па можда 150 метра висина. Плюс облаци, облак некој, прашина, вода се измеша. И одеднаш сето тоа стои. А тогаш камериве на трака. И сега никој не смее да каже. Седиме, не паѓа тоа, не се разидуе. И камериве работат, истече траката, нема трака, не е снимено. Потрошени, да речеме, у денешни услови едно 300 милиони. И сега се собраа, си отидоа. Кучињата таму утепаат јадење од јавланица, мабланица. То волови? Цистерните со вино се вратија. После 20 дена доаѓаат од Чешка, од Барандово, куклена, тоа е студио за куклен филм. Добро. Макета од тука до ондека. Иста како мостот. Иста! Направена све ковако е, ја ставија у природен амбиент. Значи ти кога гледаш вака, мислиш дека го гледаш правиот мост, само што оддалеку го гледаш, не од близко, знаеш. Го дигна бум, брп, си падна како што треба, се расчисти димчето, све фино, тоа влезе у филмот, тоа го измонтира. Макетата влезе у филмот, не влезе ова? Макетата е влезена у филмот, кошташе $10,000. А ова кошташе 300.000.